Добро дојдовте назад, добро утро секое утро. Сега имаме малку поинаква тема за трудниците, за родилките и за нивните новороденчиња. Токму за оваа тема како да се заштитат во време на коронавирус го имаме доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство од клиниката Аџибадем Систина. Добро утро, докторе. Да, имаме нели ќе почекаме да повторно добиеме повик видео со докторот Јорданчо Иванов. За кратко ќе се надеваме дека ќе биде се во ред, да го побараме повторно, па да го започнеме разговорот со докторот и да ги слушаме советите од него. Ловот на неголемиот картел на дрога во Парагвај ќе доведе до убиство на семејството на храбриот полицаец. Оваа траума, враќањето на животот во нормала, е речиси невозможно. Акцијата без излез на Алфа. Патиштата ни се вкрсти од различни причини. Ќерко, ако можеме нешто да направиме за тебе, не се стеснувај, ти само кажи ни. Јас не сакам да помислам на ништо лошо, но нели ви е малку чудно? Полека, смири се малку. Животот за некога е мајка, за некога е маѓа. Знаеш ли тоа? Не, одведувајте, ќерка ми. Сахра. Во 18 часот и 30 минути на Алфа. На практика човекът няма стомах, доктор Геннадиев, а на стомозите ще изпуснат. Човек е пътник. Доктор Владов, ако този райчо има шанс да получи един ден повече, ние сме длъжни да му го дадем. Стига с тия лекарства! Оставете ме на мира! Вие какво искате да направя? Продадох колата и парите са си твои. Украден живот во 20 часот и 20 минути на Алфа. Гостувањата во пладневната емисија Добар ден секој ден добиваат нова димензија. Ако сакаш може од тука. Ајде! Од сега вие не ни доаѓате на гости. Значи Охрид кога ништо не работи, не изгледат. Сега ние влегуваме во вашите домови. Буквално. Во овие тешки времиња да го задржиме здравиот разум со хумор. Добар ден секој ден со Искра од понеделник до петок во 16 часот на Алфа. Ловот на неголемиот картел на дрога во Парагвај ќе доведе до убиство на семејството на храбриот полицаец. Оваа траума, враќањето на животот во нормала, е речиси невозможно. Акцијата без излез на Алфа. Патиштата ни се вкрсти од различни причини. Ќерко, ако можеме нешто да направиме за тебе, не се стеснувај, ти само кажи ни. Јас не сакам да помислам на ништо лошо, но нели ви е малку чудно? Полека, смири се малку. Животот за некога е мајка, за некога е маѓа. Знаеш ли тоа? Не, одведувајте, ќерка ми. Сахра. Во 18 часот и 30 минути на Алфа. На практика човекът няма стомах, доктор Геннадиев, а на стомозите ще изпуснат. Човек е пътник. Доктор Владов, ако този райчо има шанс да получи един ден повече, ние сме длъжни да му го дадем. Стига с тия лекарства! Оставете ме на мира! Вие какво искате да направя? Продадох колата и парите са си твои. Украден живот во 20 часот и 20 минути на Алфа. Ете сега си мислам дека е во ред со конекцијата со доктор Јорданчо Иванов од клиниката Аџибадем Систина, специјалист по гинекологија и акушерство. Добро утро, докторе, сега се слушаме, се гледаме, се е во ред. Да. Да, гледаме. Конечно, можеби пак има проблеми, ама ќе видиме ако има проблем, ќе се обидеме преку телефон да го направиме. Секако, да. Поздрав до сите ваши гледачи, поздрав до вашата ревностна екипа, што рано утро има толку гледачи из целата република. Да, ви благодариме. За почеток, докторе, како да се заштитат трудниците во време на коронавирус? Вака сега, значи јас малку ќе образложам околу коронавирусот како еден увод ќе дадеме. Значи коронавирусот од групата коронавирусите, тоа се повеќе вируси, значи не се нешто ново за човештвото. Секоја зима покрај другите вируси на инфлуенца и останатите вируси, значи коронавирусот учествува со инфекциите и популацијата во 30 до 15%. Она што е ново е новиот вирус
значи COVID-19, кој што е со изменета структура, бидејќи вирусите, нели самите знаеме и веќе луѓето се запознаени од нашите микробиолози, од нашите инфектолози, дека мутираат со текот на времето. Значи ова е некој модифициран, мутиран тип на вирус кој што се појави оваа година и која што можеби има се поголема смртност од останатите. И малку повеќе се расшири паника, можеби од тоа што треба, или пак од предпазливост на ваквото на властите во сите држави. Ние се уште немаме некои големи сознанија за COVID-19, значи за новиот мутиран вирус од групата на коронавируси, бидејќи 2-3 месеци тој кружи, значи меѓу популацијата, почнувајќи од Кина, префрлајќи се во Европа, сега во Америка. Меѓутоа, од она што знаеме, можеме да го некои работи да истакнеме и да кажеме како треба популацијата да се заштити од самиот вирус, во овој случај трудниците. Значи, трудниците не се ништо поразлични од останатите луѓе. Истите оние мерки кои што важат за останатата популација, важат и за трудниците. Значи, она што треба, тоа е предпазливост во моментов, или додека вирусот да исчезне или да се намали неговата вирулентност. Потребна е социјална дистанца, значи да има. Да не се контактира во големи групи, луѓето да бидат поизолирани, меѓутоа тоа не значи дека луѓето треба комплетно да бидат затворени дома, бидејќи ние ги знаеме благопријатното дејство на воздухот, на сонцето и така натаму. Секое слободно време, кога може, трудниците, како и сите останати луѓе, треба да излезат, да прошетат и секако почитувајќи ги оние, значи, нели што рековме, моменти на социјална дистанца, на негрупирање во групи и така натаму. Значи, ништо поразлично од останатата популација и препораките што ги имаме за останатите луѓе. Друга работа што сакам да истакнам, значи, многу од трудниците се исплашени дека ќе се инфицираат со коронавирус и ги избегнуваат дури редовните прегледи кои што треба да ги обавуваат во текот на временоста. Остануваат дома и се пропуштаат и многу важни прегледи како што се скрининзите, понатаму и други прегледи кои што се битни во текот на временоста. И јас треба да ги охрабрам, да им кажам дека тоа не е начинот, на тој начин да се заштитат од коронавирусот, бидејќи на секој преглед кај својот лекар кога одат, заштитени се и тие со маски, со ракавици, исто така и докторот е заштитен, така да можноста за такво пренесување на вирусот е минимална. Значи, нема потреба од избегнување на она што мора да се наврши како врска. Тоа важи и за останатите болни, не само за трудните. Бидејќи во овој период мислам дека и многу хронични болни се плашат да отидат кај своите лекари за да си земат терапија, да бидат прегледани и така натаму. Да, сега трудниците исто така стравуваат во однос на нивното породување, па сега во време на коронавирус има ли некаков повисок ризик при породувањето? Вака сега, значи, од она што за овие 3 месеци нашите колеги работеа во странство, каде што има пациентки кои што се заразени со коронавирус и се породуваат, можеме да истакнеме дека прво тука голема улога игра и стравот на медицинскиот персонал. Ќе дојде пациентка со инфицирана, докажано дека е инфицирана со коронавирус, можеби малку се избрзува и се прават грешки, и раѓањето се избрзува дури иако не треба, така да имаме зголемен процент на предвремени раѓања и раѓања направени со царски рез. Од овие испитувања кои што ги направиле нашите колеги во странство кај трудници заразени со COVID, кои што се породиле спонтано, се докажа дека вирусот и трансмисија не може да настане преку нормално породување ако има пациентката кај плодот. Значи вертикална трансмисија не е докажана. Друга работа што е многу битна, значи од сите земени примероци досега, од крв од постелката, од околуплодовата вода, од млекото кај мајката, не е докажано присуство на вирусот на COVID-19. Така да треба малце потрезвено, ние сега, бидејќи ова е ситуација која што изненада го снајде човештвото, нема искуство со вакво нешто до сега,
Меѓутоа, со собирање на повеќе искуства до крајот на годината, мислам дека ќе имаме и повеќе протоколи како нормално да се однесуваат и пациентите и останатиот медицински персонал. Да не се носат испрзани одлуки и сите одлуки да бидат во корист на мајката и на бебето. Да, а после породувањето на трудницата, со оглед на тоа што нели се намалува и имунитетот, а сите знаеме дека добар имунитет вирусот нема да стигне до нас. По породувањето обично трудницата намалува имунитет. Што значи тоа? Па сега дали ќе биде поподложна на ризик по породувањето на коронавирус? Значи така, во главном трудниците се здрави жени. Нели, за да износат бременост и да бидат се здрави деца. Това здрави пациенти. Во однос на зголемен ризик после породувањето, ризикот секако ќе се намали со тоа што кажавме, нели, социјалната дистанца ќе биде максимална. Породена жена која што не е инфицирана од ковид или од било што, значи ќе биде дома со своето бебе и со најтесното обкружување во семејството. Значи не е пожелно да доаѓаат, нели, роднините, пријателите да го гледаат бебето и така натаму. Значи тоа не се однесува само за оваа состојба со ковид, него тоа го имаме ние и претходно, нели, до 40 дена секако кај нас традицијата налагаше да нема посети во семејството кај што има бебе. Друга работа, значи ако е трудницата инфицирана со COVID-19, рековме, не се пренесува ковид вирусот млекото. Таа може да го доби своето дете со тоа што ќе носи маска, бидејќи тоа инфекцијата се пренесува аерокапком. Или пак да се одмолзува и некој од семејството да му го дава млекото на детето, бидејќи многу е битно детето да прима мајчино млеко, бидејќи знаеме дека многу имуноглобулини проаѓаат и го штитат детето, му го зголемуваат имунитетот преку млекото на мајката. Така да доењето не се исклучува воопшто. Доколку трудницата нема симптоми, значи ќе го помине тој период кога ќе помине и ковидот, а доколку има проблеми, како што се симптомите кои што ги дава COVID-19, како што се температура, сува кашлица, гребење на грлото, значи пациентката ќе треба да се јави во соодветна институција и да добие соодветна терапија. Не треба да се прави паника од вирусот, тоа е многу битно, бидејќи 80% од популацијата се докажа и да го добие вирусот, значи нема никакви симптоми. Кај мал дел од популацијата се јавуваат симптоми, а кај сосема мал дел, значи според некои показатели само кај 1 до 2 до 3% максимум од популацијата заразена се јавуваат тешките симптоми. Да. Многу е битно тука, значи малку ние да обрнеме внимание и на социјалниот живот и на психолошкиот момент. Значи не може луѓето да се ограничуваат до бескрај, да се исцрпуваат, да бегаат едни од други. Значи мерки за заштита секако треба да има, меѓутоа сега и со стоплување на времето луѓето треба да излезат, да прошетаат, да не се плашат, затоа што и така се стекнува имунитет, не се стекнува само со седење дома, мислам, тоа е најлошиот начин. Токму така, витаминот Д од сонцето добро би ни дошло за да си го покачиме имунитетот секако. А кажавте дека преку доењето не може да се зарази доенчето, а исто така и трансмисија не може да добие самиот плод како пред породувањето, ако е веќе трудницата заболена од COVID-19, но постои ли некоја посебна грижа па сега за како да се заштити мајката во време на пандемија на коронавирус? Може би, не знам, да повнимава на нешто од повеќе. Еве вака, значи, ајде прво што една информација што може би вака ќе ги охрабри малку трудниците. Да, би требало затоа што нели ги познавам женскиот род, нели? И јас сум од тој род. Затоа мислам дека посензитивни сме и поисплашени, па посебно кога е во најубавата улога, тоа е мајчинството. Така. Значи, видете вака, прво вирусот се покажа дека најлошите симптоми ги дава повеќе кај машката популација отколку кај женската. Значи од вкупно заразените кои што имале тешки симптоми, 70% се мажи, 30% се жени. Значи жените се на некој начин во старт заштитени. Друга работа која што треба да ги охрабри е тоа што во главном родилките се млади жени.
вирусот исто така знаеме дека повеќе е, значи има повеќе патоген кон постарата популација отколку кај младата. Што значи дека минимални се шансите на некоја трудница да се зарази и да и се случи нешто страшно. Она што треба да ги охрабри исто така е тоа дека кога одат за породување, значи јас конкретно веќе кажам за нашата болница, меѓутоа и останатите болници претпоставувам во државата, значи се прави тестирање на пациентата дали е позитивна, дали е негативна. Доколку е позитивна се упатува на во одредена болница каде што е одредено од Министерството за здравство каде може да се извршува пораѓањето. Доколку е негативна се прима и во главном сите се негативни до сега кај нас, значи кои што се породени пациенти и се тече пораѓањето најнормално, значи со заштита и на персоналот и на мајката, онака како што е пропишано од Светска здравствена организација. Значи воопшто не треба никаков страх да се има, мора да бидат трудниците похрабри и да не гледаат така страшно нова ситуација, која што се надеваме дека многу скоро ќе помине. А докторе, колку стресот може да влијае понатаму на доењето, на новороденчето? Може ли да влијае? Апсолутно може да влијае, значи стресот влијае не само на доењето, влијае на менструален циклус кај жените, влијае на многу работи. Затоа, значи, јас апелирам стресот да се намали максимално, бидејќи нема потреба од никаква паника. Знаете, малку имам замерка и на новинарите, може би малце повеќе од сензационализам или не знам се од кои други причини. Значи, јас како што приметувам сите вести во Македонија, првата ударна вест започнува со денеска во Македонија заразени се 50 нови случаи и еден починал. Мислете, тоа е многу мала бројка за толкава паника да се прави. Мислам дека малце со поведри настани треба да се почнуваат и вестите и сите информативни емисии и луѓето ќе бидат малце поопуштени, бидејќи вака кога се почнува сензационалистички со страшни работи, нормално кај луѓето што толку не се упатени во проблематиката да се ствара страв и паника. Така Секако, да, апсолутно се согласуваме со вас, докторе, затоа и утринската програма се трудиме барем да имаме и поведри, попозитивни теми. Ете, зборуваме денеска и за джез музиката, одбележуваме Светски ден на джезот, но секако тука ни е и здравјето најбитно, а посебно кога станува збор за трудниците и како за окружување на нашиот денешен разговор, докторе, загриженоста, паниката, како што ја кажавте, психолошкиот момент можеби најмногу би влијал врз понатаму растот на самото дете. Како да ги смириме ете мајките идни? Кажавте неколку совети, но совет плюс би бил од полза во секој случај. Јас ви кажав, прво да не се затварат дома, да излегуваат, да прошетат, нормално почитувајќи ги мерките, да не се мешаат во големи групи и така натаму. Човек што шета поопуштен, него човек што е затворен дома и мисли постојано црно. Да, а околу децата, значи децата нели, тие се бебиња, тие се мали деца, тие уште не ја разбираат целата проблематика, тоа кај нив можеби нема да остави некои големи последици, освен да кажам кај школските деца, пошто јас имам школски деца, кои што се нели долго време беа затворени, учат по интернет. Мислам дека сето ова ќе се надмине многу скоро, бидејќи на сите многу не сме. Ние сме научени на друг социјален живот и сметаме дека ние не можеме да се преобразиме во нешто ново. Секако, како социјални суштества пред се, сакаме нели да се дружиме, а посебно ни доаѓаат убаво моментите со семејството и фамилијата. Нели е така, па и со пријателите, можеби одамна не сме ги виделе. А како вие, докторе, се заштитувате за тоа што медицинските лица во ова време на коронавирус би било добро и тие да си го заштитат сопственото здравје, затоа што најмногу ни требате во овие моменти? Добро, јас ви кажав, значи ние сите мерки на заштита ги превземаме кога сме на работно место, кога сме во амбуланта, кога проаѓаме и така натаму. Значи почнувајќи од мантели, маски, капи, визири и така натаму. Со тоа се штитиме и себе, меѓутоа ги штитиме и пациентите. И затоа кажав дека пациентите не треба воопшто да се плашат од обавување на своите редовни прегледи, бидејќи заштитата е на многу високо ниво. Нели?
на ниво кое што ние претходно не сме го имале, немало ни потреба да го има. Така мислам дека сите малце похрабро и поведро треба да придат на ситуацијата и искрено очекувам дека многу брзо секоја ќе се направи. И за крај, докторе, сметате дека жените или воопшто мајките се некако похрабри во овие моменти или би требало да бидат похрабри? Што мислите вие? Од оно што јас го гледам од моите пациенти, меѓутоа исто и јас кога ќе дојдат на сите прегледи од кога почна ситуацијата, јас многу ги охрабрувам. Апсолутно пациентите не треба да се плашат, да ги заплашуваме. Моите пациентки се во главном сите храбри и расположени и немаат проблеми. Да, многу зависи од пристапот на докторот кој што ги води, кој што ги третира. Секако. Така да, јас не сум имал некоја пациентка премногу исплашена, премногу. Така да се тече во нормален ред. Токму така, смиреноста и позитивноста, апсолутно се согласувам дека треба да бидат присутни, да си го задржиме здравиот разум и да посветиме можеби и моменти на поинакви нешта, а не само на пандемијата што бруе на сите медиуми, е топ тема постојано на светски рамки, па и кај нас. Но добро, има многу нешто што животот го прават поинтересен и поубав. Тука е мајчинството секако и грижата за нашите деца. Ви благодарам, доктора Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство од клиниката Аџи Бадем Систина, и благодарам за соработката што имаме постојана. Ви благодарам и на вас.